Кога на 4 февруари 2010 година беше најавена целосна реконструкција на центарот на Скопје, малкумина претпоставуваа дека овој зафат ќе се претвори во најграндиозниот и најскапиот потфат во поновата историја на Република Македонија. Станува збор за проектот Скопје 2014, кој според многумина е контроверзен не само во економски, туку и во естетски поглед. Најавените 80 милиони евра, колку што тогаш се проценуваше дека ќе чини целокупната изведба, брзо пораснаа до неверојатни 207 милиони евра, за да се искачат на над 628 милиони евра за само 5 години. И додека некои граѓани беа импресионирани од големината на проектот, други беа гневни. Меѓу нив имаше голем број архитекти, невладини организации, домашни и странски медиуми и видни интелектуалци, кои во проектот видоа спроведување на една популистичка теза со тесно националистички призвук. Но, ако за вкусовите не се разговара, кога станува збор за парите, приказната повторно се сведува на едно прашање. Како една толку мала земја, со степена невработеност од над 28% и бруто домашен производ по глава на жител што изнесува само 35% од европскиот просек, може да си дозволи ваков луксус? Впечатокот беше неизбежен, дека постојаните промени се одвиваат хаотично, нетранспарентно, со преголема брзина и без вклученост на граѓаните во процесите на одлучување. Беше нејасно кој се е вклучен во реализацијата на грандиозниот проект, колкав дел од буџетот е одвоен за спомениците кои никнуваа преку вечер. Од првичните проекции, обемот на проектот се зголемил за повеќе од 3 пати, а вкупните трошоци за неверојатни 7 пати. Вкупната сума потрошена за проектот до ноември 2015 година изнесува над 628 милиони евра. Например, ако се земе предвид дека просечниот годишен буџет од 2009 до 2015 изнесува околу 2,7 милијарди евра, тоа значи дека за проектот Скопје 2014 годишно се издвојувани по околу 89,7 милиони евра или околу 3% од буџетот. Тоа е речиси колку вкупниот годишен буџет на Министерството за здравство, за кое во 2015 година се издвоени 96,3 милиони евра. Оттаму се јави и потребата да им се објасни на граѓаните каде се одлеале нивните пари и како се спроведувало наводното разобавување на Скопје. Кои се авторите на овој проект и пред се колку не чини? Базата на податоци Скопје 2014 под лупа, што Балканската истражувачка репортерска мрежа ја објави во 2015, покажа дека до ноември истата година проектот Скопје 2014 вклучува вкупно 136 објекти, меѓу кои 27 згради, 34 споменици, 39 скулптури, 5 плоштади, 4 нови мостови, една порта, 6 катни гаражи, 2 фонтани, повеќе од 30 инвеститори и преку 270 изведувачи. Користењето на базата е едноставно и се одликува со доставност и интерактивност. Базата нуди можност за преземање на документите за секој објект, тука се копиите од договорите склучени помеѓу инвеститорите и фирмите, како и авторските договори на уметниците. На овој начин, секој граѓанин, студент, новинар или истражувач сега може да дознае многу повеќе за кој бил објект изграден со нивни пари. Колку средства се потрошени досега, колку изнесуваат авторските хонорари, колку чинат материјалите за изработка, кој се учествувал во реализацијата и кој успеал да заработи најмногу и секако најважното, колку не чини. Со оглед на фактот што бројни објекти кои се дел од Скопје 2014 се уште не се доизградени, за дел се избрани само идејни решенија и постојано се предлагаат нови, базата на податоци Скопје 2014 под лупа постојано и навремено се ажурира и обновува. Сега нема место за изговори. Сите одговори на редицата прашања во врска со Скопје 2014, кои се трупаа со години, сега може да се најдат на едно место, во базата на податоци Скопје 2014 под лупа. Проверете!